И годинава нема решение за проблемот со водоснабдувањето на манастирот Трескавец. Иако изградбата на новите конаци вредна околу 2 милиони евра е скоро готова, овој горлив проблем не дозволува да се направи технички прием. Трескавец годишно го посетуваат на 20.000 туристи, а моменталните извори може да ги задоволат потребите на само 10 луѓе. Според некои пресметки, водоводот чини само околу 100.000 евра. Како инвеститор се јавува општина Прилеп, која што уште во 2012 година го изработи проектот. И станува збор за изработување на каптажа долу во расадникот, тоа е старата чешма од Христо Бомбол, познат прилепченец кој што во 1827 година направил таа чешма, и некаде 500 метри треба да се качи горе во Карпете, каде што ќе биде изграден и новиот резервоар со капацитет од некаде 90 на метри кубни. Манастирот е предвидено да има капацитет од 50 легла за гости. Министерот за култура Хусни Исмаили истакна дека за водата како министерство тие не биле надлежни и дека за тоа треба да се заложи општината и другите институции или пак да се аплицира во странските фондови, но иако има желба, нема конкретно ветување кога би се изградил водоводот. Иако не е наша обврска, но ќе се обидеме пак во нашите можности на Министерството за култура, ако треба и во ниво на влада, ќе го актуализираме ова прашање така да најдеме заедничко решение, но при тоа треба да се напомене дека и другите институции се должни да го помогнат овој процес, почнувајќи од градоначалникот, локалните институции, приватните донатори, зошто не и странските донатори. Имаме многу случаи кога странските донатори се многу дарежливи за овие работи. Ние правиме напори и со локална, и со надворешни пари, и со фондови, ги спомна министерот, исто така и преку Министерството за транспорт и врски имаме контакти направено, значи нема да го оставиме тој проект незавршен, затоа што тоа е целиот проект зависи од водоводот и од ППЗ-то и од пречистителна станица и така натаму. Вториот горлив проблем на Трескавец е црквата која е стара од 13-тиот век, а веќе со децении буквално се распаѓа. Се очекува незината конзервација да започне идната година, но и тоа останува како отворено прашање без конкретни датуми.